Поранешниот советник за национална безбедност на Белата куќа, Майкл Флин, ќе соработува со специјалниот обвинител во истрагата за можен заговор меѓу изборниот штаб на председателот Доналд Трамп и Русија на ланските председателски избори. Адвокатите на пензионираниот генерал Майкл Флин му рекле на правниот тим на американскиот председател Доналд Трамп дека повеќе не може да комуницираат во врска со истрагата на специјалниот советник Роберт Милер за вмешаноста на Русија во изборите. Вестникот Нью Йорк Таймс објави дека адвокатите на Флин досега разменувале информации со правниот тим на Трамп за истрагата за тоа дали соработниците на Трамп се здружиле со Русија за да ја подкопаат председателската кампања на Хилари Клинтон. Ваквиот потекст според Нью Йорк Таймс сигнализира дека Флин може да соработува со истрагата што ја води Милер. Флин, кој е централна личност во специјалната истражна постапка, само 24 дена му беше советник на Трамп, откако тој влезе во Белата куќа на 20 јануари годинава. Беше отпуштен откако било откриено дека за неговите контакти со рускиот амбасадор во Вашингтон, Сергеј Кисљак, погрешно го информирал подпредседателот Майкл Пенс. Трамп негираше дека имало каков било дослух. Тој, по неговата средба во Виетнам со рускиот председател Владимир Путин, рече дека се уште верува оти Путин не мислел оти имало руско мешање во изборите. I believe that President Putin really feels, and he feels strongly, that he did not meddle in our election. Неодамна на еден собир во Вашингтон, американскиот јавен обвинител Джеф Сешен се пошегува во врска со ова прашање. Before I get started here, any Russians? Во меѓувреме, специјалниот советник Роберт Милер ја забрзува истрагата за можните тајни врски меѓу кампањата на Трамп и Русија. Бројни советници на Трамп веќе признаа дека комуницирале со руските посредници. Меѓу нив се Доналд Трамп Џуниор, поранешниот менаџер на кампањата Пол Манафорт и зетот на Трамп и негов советник Џаред Кушнер. Американските разузнавачки агенции заклучија дека Москва се мешала во председателските избори за да ја помогне на кампањата на републиканците. Кремљ тоа постојано го демантира.